Гастроинтестиналните карциноми, како што се оние на желудникот, дебелото црево и панкреасот, сочинуваат над 25% од сите случаи на рак, а кај лица под 50 години бројките растат алармантно. Според Американското здружение за рак, исхраната, физичката активност, пушењето и алкохолот се меѓу клучните фактори на ризик. Нова корејска студија открива дека редовната консумација на бело овошје и зеленчук го намалува ризикот од овие карциноми за 36%. Црвениот и виолетовиот зеленчук, дури и во помали количини, покажале слични заштитни ефекти, особено кај лицата што консумираат алкохол. Клучната улога ја играат антиоксидансите, кои го намалуваат оксидативниот стрес и го зајакнуваат имунитетот. Иако студијата има ограничувања, кратко време траење и фокус само на корејска популација, нутриционистите препорачуваат дневен внес од најмалку 300 грама овошје и 450 грама зеленчук, приготвени на различни начини за подобра искористливост на хранливите материи. Нов рецепт за леп кој не предизвикува зголемување на телесната тежина привлекува се поголемо внимание кај љубителите на здрава исхрана. Направен од спелтино брашно, овој леп обезбедува енергија и хранливи материи без вишок калории, што го прави идеален избор за оние што внимаваат на линијата. Лебот се подготвува од 350 грама меко спелтино брашно, 200 грама кисело млеко, 100 мл вода, една лажичка сода бикарбона, една лажица оцет и малку сол. Се пече околу 30 до 35 минути на 180 степени целзиусови. Без квасец и без долга ферментација, рецептот е брз и практичен. Спелтата, позната по високиот процент на растителни влакна и полесна сварливост, го прави овој леп погоден за секојдневна консумација, без да го оптовари варењето или телесната тежина.